полиција. Еве каде локацијски треба да се придружите ако сакате да помогнете. Еднаш тука кај што е знакот спомен соба на Дедомит Короводецот, лево. Тој потек е најмногу погоден. Ево ова се возилата кои решија да помогнат. Навистина, како што кажав, поради и топлото време и некои други работи, интернетот е доста слаб. Тука гледаме цистерна која помага да се дотури вода онаму каде што е потребна, екипи од полицијата, граѓани доброволци. Чекай. Знаеш што, дай, не, помалку, дай го на тука. Чекай, не сум на тука. Наравно да оставиме и ние овде да снимаме и да се вклучиме и ние во акцијата за поддршка, бидејќи ќе биде потребна помош на пожарникарите. Значи кој може, еве, нека дојде овде на кај Белчанско мало, кај спомен собата на Дедомитко, тука се пожарникарите, тука се луѓе кои ќе ги насочат и ќе биде секој информиран каде треба да се делува. Малку сега се смири ветрот, се намали пожарот, но тука се хеликоптерите од еве слушате звукот, и се гледа самиот хеликоптер. Наистина страшна Еве гледка. црната чатка е, јас сум там, мисля понамам. Гледаш и огинот кај, те право идете надолу. Удолу, те огинот се гледа сега. Ајде. Еве хеликоптерската екипа ќе мора брзо да полни вода од Калиманско езеро па да се враќа. Колку ќе може да помогне еден хеликоптер не знаеме, но тука се организира екипата во близина. Ќе биде ова долг ден и долга ноќ за Делчево. Секој кој може нека повели да помогне. Се исклучуваме ние и ќе се обидеме ние да помогнеме во рамките. Филип, ти тука ли ти? Ти да заврте само. Сам собат. Сале, не да. Иди с него ги заврнеш. Иди, ако има јадење, донеси да. Пуши. Андрече, најубавиот бор Бориса. Тој е најубавиот бор. Само е често. Најубавиот бор Бориса. Кога мине таму, одех пред него до Киро. Имаше на патиште по него одех. Това са високи по 16 метри. По 16 метри. Тука гледа само. Тука гледа.
Кој горе, гледај. Таму и бандерите, струјата минат, сега се и они изгорели. Јас нема иструјам. Има струја. Ама исклучена е струјата, ама тоа се ошли стубовете се. Трби водата таму. Водата потребна. Жално да ти гори. За жално природата уништена. Сигурно има тука многу хектари шума борова. Има. Има само наша тука колку. Ама те будалата дошел да вали, ти свесели си това? С која кол дојде да запали това тоа? Иван, с која кол дали нормален? А го видех ја бех кај вилата доле, кај мојата, дојде зема ја косата и копачу, викам на Невенка. Нено тоа ќе напребела, имах пречувство. Додека идех дома, Делчево звони ката тука доле, вика Лупче кај вас гори горе. Кај ти вика, погледни што е това. Како да не ти е крил. Снимни го това. Реално. Погледни што е това. Најубаво е това, почва се се. Колку млади сме, не сме баш млади. Колку не е. Остарите, е така, право се. Onda да биде пример од тука што викаш, он дошол да паѓа. Младите. Многу страшно станува овде во Делчево. Особено во село Бигла, во близина на куќата кај што спомен соба има да нитко. Овде се гори, буквално се гори. Нема што да се направи. Гледаме само како гори борова шума. Високо оди огненот, се повисоко и повисоко. Како да кажеме, тоа е жално од една убава шума која овде, како што вели еден жител овде кој гаси, беше мерак да ја гледаш. Сега го гледаме ова што е во моментот. Страшно овде, освен доштот, до Господ, мислиме дека друго ништо нема да помогне, така барем велат луѓето кои се овде во близина, повеќе ги почнат во власењето, но нема. Немаш избор овде како би гаснела сега тука една цистерна од ТПП Делчо или од ЈПК Драгановци, веќе не знаеме, но од минута во минута станува се по-лошо. Овој потек не знаеме како ќе се изолира. Оваа шума е се белите дробови на некој начин, не само на Бигла и на Грамчево околно, туку и на Делчево. Не можеме сега да спекулираме, но ќе се слушне деновиве која е причината точно за ова што се случи, од една глупост на најверојатно на несовесно лице. Така барем слушаме околу кога зборуваат луѓето меѓу себе, немаме официјална изјава. Да не обвинуваме некои други, навистина кон тоа наведува се, не можеме да тврдиме, но еве, резултатот е тоа што го гледам. Затоа луѓе ви се молиме, немојте во природа летно време 40 степени. Навистина, да не ве навредиме со некој пограден збор, ама заслужувате, немојте да палите било што. Апсолутно немојте да се играте со оган. Не на 40 и плюс степени. Сега не сме ние тука, ама и сме. Наша улога е да повторуваме, да не можеме да дежураме ние нон-стоп, ама навистина да се играте сами со природата. Кој да е, каде и да е, во кој дел од Македонија да е, знаеме дека има и на други места пожари.
Не знам. Еве, гледате, не е најубавото нешто од делчевската природа, и тоа малку што го има градот во руралните средини како ова село Бигла, село Дранче. Тука има убави шуми, убаво зеленило. И тоа да не изгори, навистина мислам, не знам од каде ќе го бараме после чистиот воздух. Секој чест на сите што и покрај се тука на терен, колку може да помогнат во рамки на своите можности, вие сами ќе прецените од ова видео. Не знам ни каков е квалитетот на видеото, меѓутоа ова оди на кај Виница, на кај тука оди пат кон Виница, не е баш на кај Виничко, но голок е таму разгоре над ова шума, не дај Боже да стигне до таму. Знаеме како преносени на ветрот шишарките од боровото дрво знаат да одат во далечини 100-200 метри подалеку од онаму каде што ќе ги дувне ветрот, така да не сакаме ни да помислиме на такво нешто. Повелете. Замолуваме во име на надлежните институции кои се тука на терен, кој може некако барем на горниот дел од овој терен да помогне да се направи некој изорување на површината или не знам како, не сме толку стручни. Наше е само еве да информираме преку ваквото вклучување во живот, да апелираме да стварно да се вклучиме сите заедно колку што можеме повеќе. И нас целта да еве тука не ни собираме ние од лајкови, туку да кажеме некои кои имаат имоти во близина стварно да се заангажираат и да додека не биде уште по лоша ситуацијата. Ето тоа е тоа што може сега за сега да го кажеме. Дали има најава за дожд не знаеме, не прочитавме денеска температура најаве, само од себе се разгорува, еве гледате, нови облаци сега некнуваат. Телефонот прегреа и он ќе се исклучи уште малку. Тоа е тоа.